врска со определени написи за компанијата Феро Инвест и последната јавна набавка објавена од страна на Елем од 27.2.2017 година, сметавме дека е во ред да ви информираме за следното. Пред се, сакам да ви кажам дека групацијата Феро Инвест постои 15 години и представува лидер во југоисточна и централна Европа во металопереработувачката индустрија, во областа на обновливи извори на енергија и во трговијата на електрична енергија. Во рамките на групацијата Феро Инвест постојат повеќе правни лица во Република Македонија и надвор од границите на Република Македонија. Имено, групацијата Феро Инвест во металопреработувачката индустрија е представена преку фирмата Брако од Велест и Брако од Панчево. Во областа на производството на електрична енергија и обновливи извори на енергија има основано самостојно, како и во содружништво со други правни и физички лица од земјава и од странство, повеќе мали хидроелектрани, негде на број околу 20. И на последната област тоа е снабдување и трговија со електрична енергија. Како резултат на понудениот квалитет на производи и услуги, професионалните стандарди спрема клиентите, навремената и за порака на стоки и услуги во земјата и во странство, конкурентните цени, едуцираните, стручни и посветени работници, Феро Инвест во јули месец 2014 година ја доби наградата за супер бизнис компанија на југоисточна и средна Европа, доделена во Сараево. Во однос на металопереработувачката индустрија, каде што основаче на фирмата Феро Инвест, да кажеме дека извезува производи од металната индустрија, пред се жичани и челични производи, како и делови за различни машини и други сложени производи во 22 земји во Европа и на други континенти. За таа цел во групацијата на Брако се вработени 800 работници, од кои преку 100 со висока стручна спрема. Тоа се основните црти и карактеристики на групацијата Брако, по која е препознатлива не само во Македонија, туку и надвор од неа. Најновите проекти на групацијата Брако од пред неколку години и од ова година, тоа е основањето на две фирми со странски партнери, и тоа Биострада Македонија и со партнер од Италија и со Green Machinery од Австрија, со кои странски партнери произведуваат специјализирани возила за одржување на хигиена на улица и патишта. Во однос на последниот тендер, објавен од страна на Електрани на Македонија од 27.2.2017 година, а за кој овие денови определени медиуми шпекулираа со ова вест дека тендерот е добиен од страна на Феро Инвест, во ова прилика сакам да ве известам дека по овој тендер Феро Инвест документите ги има поднесено кај објавувачот на јавниот повик Елем на 13.4.2017 година. Од страна на Бирото за јавни набавки, по јавна набавка спроведени се две електронски аукции, и тоа на 3.7.2017 година и на 8.8.2017 година, кои електронски аукции се поништени и закажана е нова, за кој датум се уште не сме известени. Инаку, Феро Инвест до сега во изминативе десетина години учествувал на повеќе наврати, ми се чини или 6-7 на вакви јавни повици за набавка на транспортни ленти, кои Елем Македонија ги набавува за потребите на РЕК Битола,
транспортни гумени ленти кои се користат при ископот на јаглен и нивниот и транспортот на истиот до производствените капацитети. Можам да ви кажам дека и до сега Феро Инвест заедно со странски во конзорциум со странски партнер на повеќе пати добиваше значителен дел од предвидените лотови. Со други зборови, до сега најчесто добиваше само еден дел и тоа за вакви транспортни ленти каде што е строго специјализиран и се работи за ленти со оннапред дефиниран квалитет за кој Феро Инвест како во минатото, така и на последниот јавен повик понуди најниски цени. Со што сакам да кажам дека апсолутно е неточно дека последниот јавен повик го има добиено групацијата Феро Инвест, односно дека по последниот во тек е тендерската постапка. Во секој случај, согласно законските прописи, управителот одговара за законското работење на компанијата во договор со останатиот дел од менаџерскиот тим на компанијата и со стручните служби кои го водат конкретно овој дел околу јавните набавки и транспортните ленти. Инаку, групацијата Феро Инвест во контекст на прашањето кое го поставивте е основано од тројца содружници, односно основачи. Дали се консултиравте за тендерот со еден? Молам? Дали се консултиравте со тендерот со еден? Со кого дали се консултираме? Немаше потреба да се консултираме, бидејќи тоа се одлуки на менаџерскиот тим на Феро Инвест и стручните служби. И не само во овој случај, не само со Елем, групацијата Феро Инвест учествувала на безброј други предмети во областите кои ги набрав, све пред се во програма на жичани и челични производи кои се произведуваат во Брако, медицински намештај, како и со специјализирани возила за чистење на смет. И не само во Македонија, најчесто во државите од Европа и надвор од Европа. Вице-премиерот кога се повлече од управителската функција во Феро? Вице-премиерот се повлече од управувачката функција во законски предвидениот рок од 30 дена од изборот на влада на Република Македонија и во сите компании каде што вице-премиерот беше управител се повлече заклучно со 25 јуни 2017 година. Маја Мановска од Новата. Сакам да бил управител. Да, во април. Да, ма не бил на јавна функција. Не бил на јавна функција. Рековте дека неколку пати сте конкурирали, сте добиле, че нам рековте 6 пати. Кога бил последниот тендер што сте го добиле? И сигурно одите на тендерот со некоја економска логика. Ме интересира колку сметате дека од тендерот постане како чиста добивка за фирмата? Последен пат мислам дека беше тендер од 2014 година, околу профитот за кој ме прашувате, остварениот профит кој би го очекувал во овој момент не го знам, бидејќи тоа е дел на стручните служби во компанијата, кај што се определуваат цените. И затоа ви кажав, Феро Инвест понуди и најниска цена во однос на другите понудувачи. Може се уште едно дополнително прашање? Секако. Се е чисто од страна на законот, но дали е според вас и според собственикот е неетички, што би рекле колегите од ВМРО? Малку неетички. Коментарите на определени политички партии нема да ги коментирам, бидејќи тие не се во мој интерес, меѓутоа можам да ви кажам и да повторам дека согласно законот за спречување на корупцијата и закон за суд на интереси, значи во цела ова работа, собственичката структура на Феро Инвест која сочинуваат содружниците, не е во никаква незаконска констелација со управувањето на Феро Инвест и со конкурирањето не само на овој тендер, туку и на било кој друг тендер. Инаку, Феро Инвест не само сега, туку и во иднина, ќе учествува на сите оние тендери каде што има свој деловен интерес и кај што може да го оствари својот деловен
потфат. Бидејќи во групацијата Феро Инвест се вработени 800 луѓе, истата има склучено договори не само во земјата, туку најголем дел во странство и истите мора да се почитуваат до крај. Затоа секоја алузија на содружничката структура и на вице-премиерот ја сметам за злонамерна и излишна. Мирко? Мирко Трајановски, Алса телевизија. Со оглед на тоа што споменавте дека менеджментот практично донел одлука да учествува на овој тендер, дали сметате дека на овој начин може би штедите на угледот на собственикот, односно на вице-премиерот Андришев, со оглед на сите реакции што произлега во јавноста во последниве неколку дни? Апсолутно не. И што едно прашање само... Апсолутно не, со оглед на тоа што правото на собственост и правото на предприемаштво како едни од највисоките цивилизацијски придобивки се прифатени и загарантирани суставот на Република Македонија. И што едно прашање само, во изминативе години, колку е Феро Инвест присутен на тендери каде во државни компании, институции и така натаму, процентуално ако имате податоци? Може да обезбедиме дополнително како податок? Немам процентуално, јас ви кажав во кои области групацијата Феро Инвест учествува, значи најчесто тоа е во делот на производството и продажба на жичани, челични производи, понатаму од областа на медицинскиот материјал, односно од областа на медицинскиот намештај, како и делови за различни машини и апарати. Интересираше колку работи со државата, компанијата во изминатиот период? Во секој случај многу малце, бидејќи официјален податок е дека 93% од производството кое се остварува во рамките на групацијата Брако е наменето за извоз. Тоа се официјални податоци на официјална веб страна и кои податоци се пријавени кај надлежните органи во цело овој изминат период. Тук некој прашање? Може само едно недополнување, Ирена Смилјанска телевизија. Повелете. Дали може да ми кажете колкава е вредноста на тендерите што имате добиени за изминатите неколку години? Не можам да ви кажам, бидејќи тие податоци за тие податоци немам моментално документи. Во секој случај можете да се обратите на официјалните телефони на Феро Инвест и ќе бидете известни. Во крајна линија за сите овие работи, цени, износи, понуди, можете да се обратите кај органите кои ги објавиле јавните огласи за набавка на различни материјали, па и заposlениот јавен оглас. Александра Филиповска, постојано. Дали доколку вице-премиерот одлучи да не учествува на државни тендери, ќе го послушате како еден од основачите? Мислам не и одговорив на тоа, бидејќи одлуките ги носи менаџерскиот тим, менаџерскиот тим заедно со стручните служби на Феро Инвест. Сметате дека така ќе има последици врз вашата функција? Дали сметате дека со таа постапка ќе има последици врз вашата функција? Врз функцијата на господинот Георгиев се баш. Тоа е, мислам, во рамките на деловната политика на фирмата и сега не би шпекулирал подносно тоа прашање. Секако дека не... Кој е рамковната година на тендерот на Елен последниот, за кој што говорите за поништувањата? Како не го разбрав? Рамковната вредност на тендерот на Елен? Околу 4 милиони. Околу 4 милиона евра.